Извештајот од затворот шутка со кој се поведени 11 дисциплински постапки не требало да го прави директорот Јоко Котевски, смета новинарот Саша Димовски кој вели дека таквиот извештај требало да биде подготвен од страна на управата за извршување санкции и други релевантни институции, бидејќи самиот директор не е оној кој ја води истрагата, а и воедно е во фаза на оставка. Директорот не е тој кој ја спроведува истрагата и кој го пишува извештајот, бидејќи е лично засегнат, плюс, како што самиот велеше, се наоѓа во фаза на оставка. Во овој момент, таа комисија која ќе беше независна, требаше да ги испита сите притвореници кои биле во тој момент во дворот, кои виделе нешто, да ги испита сите чувари кои биле на смена, да го прегледа видеонадзорот, евентуално меѓусебната комуникација, дали е тоа по Моторола, по кој систем, кога биле повикани. Иако премиерот Зоран Заф и министерката за правда Рената Десковска побараа директорот на затворот да поднесе оставка, сепак тој ќе биде разрешен по завршување на претседателските избори, бидејќи кој што велат од владата, според процедурата, до изборите, тие немале право да назначуваат нови раководни лица. За ваквите тврдења Димовски веле дека се смешни и дека барањето на оставка од Котевски било само начин за СДСМ да се купи време пред јавноста и да соберат политички поени, а сепак целата вистина да не излезе на виделина. Навистина е смешно да се тврди дека не можат да го разрешат сега или тој не може да поднесе оставка. Прво, владата е таа која ги избира и разрешува функционерите, како во случајот директорот на затворот. Таму се функционира систем, значи воопшто не е спорно да работи понатаму заменикот или веде од рамките на институцијата луѓе кои се вработени во затворот. Што ќе се случи, не дај Боже, ако во најцрното сценарио се случат не знам какви работи кои треба веднаш да ги разрешат функционерите, не мора да е во затворот. Законот забранува разрешување или именување во стриктни ситуации кои се поврзани со изборите, односно злоупотреба на некое право. Не дај Боже утре да го запали директорот затворот, ние ги чекаме да дојдат претседателски избори. За состојбите во македонските затвори, критики упатија аналитичарите Алберт Пустио и Александар Даштевски, кои велат дека со вакви казнено-поправни институции, Македонија е далеко од патот за да претендира за членка на Европското семејство и дека одговорност за пропустите мора да има. Критики за затворите имаат упатени од Европската унија.